Со својот културолошки влог, Македонија од секогаш си го имала своето место во општоцивилизацијското наследство и културните вредности. Првата година од последната деценија на 20. век за Македонија и македонскиот народ ќе остане запаметена и како момент од извонредно историско значење поради остварувањето на вековните стремежи и идеали за осамостојување и независност. Базирано на историските искуства, сосема нормална и очекувана беше потенцираната појава на музика мотивирана од патриотски чувства, кои што и дотогаш со децении се рефлектирале низ авторските ангажмани на македонските музичари и групи. Македонската музика и дотогаш ги имаше прескокнато границите на Балканот и пошироко. Појавата на поединци и групи кои во својот репертоар како базична инспирација го имплементираа и афирмираа традиционалниот македонски музички код, во овој период особено ќе дојде до израз. И предходно, присутни на македонската музичка сцена, групата Зијан ќе го снимаат нивниот прв албум, низводно, во студиото на Македонската радиотелевизија, на кој што како музички продуцент се јавува Валентино Скендеровски. Тогаш термините во Н2 беа 4 часовни. Од 9 до 1, па од 1 до 5 попладне, па од 5 до 9 и тогаш се затвараше студиото, сите си одеа дома. И јас некако изнамолив да ми дозволат да снимам од 9 навечер и ветив дека ќе работам до 1 и дека ќе си одам, или тоа никогаш не беше така, сега си одавме од 15 до 9 пред да дојде честитачката за следниот термин. Самата психологија на уметноста кажува дека секој човек е создаден од она што е дадено и од она што е додадено. Од она што го има од раѓање и од она што го стекнува како искуство. Од почва и од семе. Според тоа, секакво бегање од фолклорот е всушност еден многу тежок и речиси неверојатно изводлив, рационален процес кој што малкумина во уметноста се обиделе да го направат и не успеале со тоа. Во тој период снимив 2 рок-феста комплетни и многу од македонските бендови снима со тие ноќни термини. Тоа што снимив еден албум на групата Анастасија и снимив 2 албума на Меморија, првиот и вториот, оној првиот Оган под звездите, што е таков легендарен. Го снимив албумот низводно на Зијан, 91-а, 92-а беше Не сме случајно тука на Ареја. И тоа останаа као некакви дела кои еве денеска деца ги слушаат, нели? Ние имаме среќа што нашата музичка традиција воопшто, од духовната преку фолклорната, е таква што во неа е преточено искуството на генерации низ овие многу векови низ кои што македонискиот народ навистина тешко живеел. Таквите искуства овозможиле тој да биде неверојатно богат. Меѓу другото и заради тоа што овдека се испреплетувале разноразни влијанија и таквите искуства придонесле тој да биде еден неисцрпен вруток за сите видови на творештво. Појавата на Анастасија, уште една антологиска група од македонската музичка историја, во 1990 година дополнително ќе ја раздвижи македонската музичка сцена.
Употребата на традиционални акустични инструменти во комбинација со современата технологија, компјутери, семплови, синтесајзери и друго, ќе направи уникатен спој на ортодоксното христијанско пеење со македонскиот фолклор и авангардниот урбан звук. По заминувањето од Низар, јас и Зоран Спасовски почнавме да работиме и правевме едно издание кое што се викаше Апореа, покривна реалност, и подоцна, некаде крајот на 1988 година, како Анастасија, се преименувавме во Анастасија за после една година да се запознаеме и да се здружиме со Златко Риѓански и веќе крајот на 80-тите, поточно почетокот на 90-тите, имавме формирано тоа јадро од тројца луѓе кои сите тие години од 1990 до 2000-2001 ќе наставувавме под името на Анастасија, да. Оваа музика, инспирирана од фолклорната традиција и музичко наследство, ќе се инкорпорира во другите медиуми какви што беа делата од театарот, балетот и филмот на голем број врвни македонски уметници. Специфично во тоа време беше што често работевме музика за театарски представи. Неколку години, јас и Зоран Спасовски, 2 години, јас може би и 3, поминавме во Суботица, во КПГТ театарот и работевме на музика за театарски представи, а добивме можноста да работиме на филмот Before the Rain на Мичо Манчевски. Музиката што ја снимивме за тој албум, за тој филм, што ја снимивме, ја преработивме како албумско издание, што се појави 1995 година и всушност формално тоа беше првиот албум на Анастасија. Во 1990 година се случува уште еден интересен момент за македонската музичка историја. Излегува во продажба првиот компакт диск со македонска музика. Врвно, иновативно, техничко-технолошко достигнување во областа на музичката индустрија, рок-балетот Зодијак, во продукција на Трето уво, со авторска музика на Бодан Арсовски и Владко Стефановски. Практично седнавме, направивме некаков план како тоа ќе го сработиме. Во тоа време тие работеа музиката за балетската представа Зодијак на практично Бодан и Владко работеа. Ја снима кај Владко дома, Братислав Зафировски беше тонец. Практично тој беше за сите тие години главниот тонец на бендот. И јас имав храброст, но немав доволно познавање каде се тоа можам да го направам и почна во тоа време да се појавија факсовите како некакви најбрзи машинки за кореспонденција и во целото окружје немаше фабрика за производство на компакт дискови. Најблиската дестинација кај што ја најдов беше една фирма која се викаше Интермедија од Швајцарија. Јас отидов тамо, го предав мастерот и тие ми рекоа за 15 до 20 дена ќе ви стигнат до Скопје. Омотите ги правевме во Битола и потоа цедињата кога стигна, ние сами рачно, ние петорица ги пакувавме омотите во пластички кутии со цедиња и се до тоа го пуштивме на 22 милионскиот пазар на екс југословенските простори и морам да ви кажам во рекордно краток рок го продававме комплетниот тираж и мислам дека во некакви цифри, ако вложивме еден, добивме два. Значи, тоа беше првиот индикатор дека има пари во таа работа и во некаков многу краток рок направивме дури и репринт. И тоа беше првиот историски наслов од македонска група
издадена под македонска етикета Третуво, зашто пишува дури и југословенските на долго и широко и дури југословенските весници, новинари, сега дека што евме тоа предизвикуваше голем интерес. Уште во 1991 година, со нивниот прв деби албум, насловен како и групата Архангел, со огласањето на музичките уредници од 60 музички магазини и електронски медиуми, оваа македонска култна група беше на врвот на својата популарност во поширокиот регион и покрај сензитивноста на воено-политичките судири. Во текот и на следните години, Архангел добива награди за најдобри концерти, синглови и за видеозапис. Во 1993 година, Горас Чаповски и Илија Стојановски, двајцата членови кои што некогаш го чинеа јадрото на групата Мизар, ке формираат уште еден култен бенд на македонската музичка сцена. Кисмет во годините што ќе следуваат заедно со претходно споменатите, ќе бидат урнек за себе поистоветувањето на голем број млади музичари и групи, но и завиден број на слушателски аудиториум. Со појавата на Канал 103 кон почетокот на 90-тите години се зацврсти и се изгради една, можам слободно да кажам, сериозна, алтернативна, авангардна, андерграунд музичка сцена во Македонија. Бендови од типот на Архангел, Мизар, Анастасија, па подоцна дојдоа нели ТБ Трачери, Чиста околина, Саф и така натаму и така натаму. Добија конечно свој дом и место каде што се чувствуваат добро дојдени. Интересно е што во тоа време радиото навистина беше мощне популарно, мощне слушано и со тоа и овој изблик на креативна енергија од страна на македонските бендови имаше своја плодна почва, односно имаше каде да биде презентиран, што денес не можам да кажам дека е случај. Канал 103 има огромно влијание не само врз градење на една култура и развивање на еден урбан дух кај младата популација, туку и многу пошироко врз градење на некои пошироки ставови и не само културни, туку и вредности, животни вредности кај младите кои што денес нели веќе не се ни толку млади, помина 20 и кусур години од почетоците на 103. Твоите мисли се така слободни, нив ги управуваш сам. Музичката сцена од овој период на 90-тите години од минатиот век ја збогатуваат и квалитетни поединци и групи кои што со својата музика ќе испишат уште една страница од историскиот развој на македонската музика. Таква беше појавата на групата Ареа од Гостивар, формирана во 1991 година, со пауза во својата активност од 1994 до 1999 година, активни и популарни до ден денешен. Не зборувам за некаква воња. Опушти се, чувствувај се кај мене. До тогаш несватливо, но слободата на изразот најде своја рефлексија и во текстовите од музиката на голем број нови интерпретатори и групи, кои го привлекуваа вниманието на јавноста, но и ја поделуваа музичката критика во земјава.
Појавата на дуото Ластовица со Роберт Саздов и Владо Јаневски ке значи своевиден преседан и рушење на сите дотогашни табуа од аспект на слобода во применетиот текст во нивната музика. Ластовица е формирана како резултат на дружбата меѓу мене и Владо Јаневски. Тоа не беше музички избор. Ние се дружавме со години, имавме слични музички сваќања, променивме неколку групи заедно. Тоа беше една долгогодишна желба да се направи нешто позитивно. Да си место мене со Том Круз не би тупела. Хеј, баба ми со таков угурсуз би се Нашата идеја не беше да се рушат табуа или воопшто да се смени некој правец. Тоа беше еден период каде што на светската сцена доминираше некој хип-хоп, меѓутоа тој покасно зема уште поголем залет. Нешто што носевме во нас, споено со времето од тогаш и со малце повеќе работа на продукција и го донесовме тоа што го донесовме. Немавме идеја дека тоа ќе има одредени такви реакции какви што имаше. Доволно е само да имаш желба, да имаш намера, да спроведуваш тоа што е во тебе и после веќе работите течат сами по себе. И пак, чути жив ти се, иста сорта сме, сега му е мајката да се потине. Лего во една кафана и одма се сместив на еден пластичен астал. Во ќошот меркам една дама, ефта ми е врацеки ја извам маста, а таа не ме ферма, оти не сум познат јас. Мора да е тоа сигурно гарант, ми текна тогаш дека имам добар глас. Нема друго чаје, ќе се стана музикант. Неприкриената еротска конотација на текстот и сценскиот настап стана заштитен знак и имидж на Ристо Бомбата и Кучешка Тенија од Прилеп, додека пак сатирата во текстовите ја применува нулта позитив, Ена Веко, Дарио и МиГ-21, Студени нозе, но и Игор Џамбазов заедно со Хавана Бенд. Втората е за концентрација, третата е за циркулација, четвртата е за стимулација, петата пред спиење за броење овци, а шестата е директ за бардовци. И ете, почетокот на 90-тите настанува таа револуција во Македонија, поттикната од повеќе појави, да речеме. Една од главните се разбира Ластовица. Роберт Саздов и Владо Јаневски, текстовите на Владо Јаневски кои беа тоаш нешто што никој не го очекувал воопшто, дека такво нешто може да и се случи на сцената. Слобода во изразување. Па се појавува Ена Веко. Односно Тоше Поп Симонов се декларира како сериозен автор, не само во продуцентска и авторска смисла, туку и како текстописец на многу чудни текстови во тоа време за една тинејџерка која сакаше да каже некои многу важни работи. Се појавува Хавана Бенд, веројатно и тоа е во истиот пакет. Тоа е 90, 91, 92. Така, и никако да не смеме да го заборавиме Ристо Бомбата. Многу се дујаш, мислиш дека главна си, стално гушиш и трујаш со своите глупости. Тоа беше, мислам, врвот на таа револуција, кога ја мислам дека тој човек тогаш продаде илјадници од оние касети. Луѓето просто беа побудалени не по музиката, туку кон концептот. Многу сакаа да го слушаат заради тоа што имаше пополна слобода во неговата музика. Тој позаимуваше семплови. Но на крај излезе дека единствената вредност била во текстовите кои беа буквално народски. Легнуваш кревет секоја вечер, па ти повеќе не си дете, ти треба некој да те стегне кокечер, јас не сум филозоф, туку љубов. И тогаш тргна една лавина во која учествуваа многу луѓе кои се денеска, ете, од таа средна генерација,
кои се обидува да се приклонат кон таа некоја револуционерна под наводници група која сака да прави малку послободумни текстови. И во тоа време јас направив неколку композиции и текстови кои ден денес ги свирам. Да речем, 93-та е напишана песната Тие за мојот прв албум. Еве, Тие ја свиревме вчера на концерт. И младите генерации разбираат што сум сакал да кажам и пред 20 години, а не им било тешко затоа што ништо не е променето. Тие можат овде се да прават, на се да стават крај, тие живеат од 2-3 сладки збора, ајде стари, дај. Тие мислат дека Господ за брада лесно ќе го фата, тие знаат дека тато и мама можат светот да го платат. Исто не се сменило, нели? Новите актуелни трендови на македонската музичка сцена ќе бидат подкрепени од новите авторски и продуцентски имења, кои ќе овозможат фаќање чекор со најсовремените светски текови. Како никогаш дотогаш, македонската музичка сцена во првата половина на 90-тите ќе биде збогатена со бројни групи кои се афирмираат со стилски и жанровски богат музички израз, какви што беа, например, Легенда од Тетово, Клержо, Санаториум, Last Expedition, Морал, Никеја, Водолија, Рок Агресори и други, но и имињата на интерпретаторите кои се појавуваат на фестивалските сцени. Каролина Гочева во годините што ќе следуваат ќе стане еден од најекспонираните женски вокали не само на македонската музичка сцена, туку и пошироко во регионот. Моите почетоци беа уште кога бев девојче. Почнав на 11 години на Макфест. Пеев една песна која што е оние кои што се моја генерација и повозрасните ја памтат се уште, мама пушти ме. Тоа беше, не знам, некој ајде да кажам, во тој период беше потполно изненадување за мене и понудата и појавувањето на Макфест. И не знам, целото моје присуство на македонската музичка сцена се случи после тоа спонтано. За да се обстои, за да се трае, најбитно е да секој да знае што прави. Секако треба да се труди да остане свој, да не потпаѓа под влијание на некои ликови кои што можеби му се допаѓаат или пак под влијание на туѓи мислења. Многу е погрешно да, не знам, да се трудат да копираат некого, така да и секако упорноста, секако и тоа дека, не знам, треба да се има среќа, да се поклопат повеќе коцкици во одреден момент. Така да има повеќе сегменти, не можам да кажам едно нешто кое што е рецепт за успех. Фестивалската еуфорија продолжува со востановувањето на фестивали во други градови во земјава, жанровски блиски и комерцијално ориентирани. Музичката хиперпродукција во овој период ќе се карактеризира со несомненото влијание на новиот бранд во музиката по актуелниот урнек на светските звезди. Појавата на Нокаут, Магија, Принц, Ерзана, Ребека, Брейк, Кукулеле, Супер Хикс, Нонстоп, потоа Маја Гроздановска, Маја Вукичевиќ, Александар Митевски, Верица Пандиловска, дуото Дуле и Коки и многу други ќе ја раздвижат и заживеат музичката сцена како никогаш дотогаш. Мислам дека следењето на трендот е неопходно за еден добар успех. На таков начин ние имавме огромен успех во 98-та година со групата Магија,
Бевме освежување за македонската сцена, направивме неколку хитови, издадовме CD, направивме концерти и воедно и победивме тогаш на Макфест 98 година со истата песна Магија. Тогаш настанаа хитовите како 100% фанки, што го одбележа тој период. Значи, после едно големо затишие, од почетокот на 90-тите, токму тој период, луѓето некако си најдоа нова искра надеж, да речеме, во тие нови песни. Имаше тука многу познати групи, многу добри песни испредуцирани. Еве да речеме Угро. Тука беа и нови дечки. А Дарко Димитров направи вистинска револуција со тој нов бранд на песни под етикетата 100% хитови. Сите ние му помогнавме во тоа и би рекол тоа вдахна една нова енергија во тој период. Буквално сите ги слушаат тие песни и нималку не назадувавме за дона странска продукција. Во последните години се појавуваат можеби и немузички образовани, но талентирани млади луѓе кои создаваат музика. За мене е пресудно да имаш музичко образование, јас го имам тоа, но воедно треба да имаш и голем талент за да создаваш музика. Јас ги поддржувам сите што се упорни, сите што сакаат да успеат и да создадат нешто ново. Фестивалските сцени ќе бидат место за афирмација и регрутирање на новите имиња на македонската музичка сцена, кои зад себе ќе остават траен и квалитетен придонес. На младинскиот фестивал Мелфест во Прилеп во 1997 година, македонската музичка сцена ќе го доби еден од најисклучителните и најхаризматични машки вокали во поновата македонска музичка историја. Жири комисија и публика му припада на Проевски Тодор. Тоше Проевски беше еден од оние кои што за кои што не важат правилата на големината на земјата. Се сеќавам кога прв пат го слушнавме и ги ја слушнавме неговата интерпретација, ми се чини дека беше 97 или 97 година со колегите од Македонското радио, од редакциите за популарна музика, кои што јас одлично кој што ги почитувам, да кажем, и го почитувам нивниот став, но заеднички ја слушаме композицијата и неговата изведба и констатираме дека всушност тој како одеднаш да излегол, што се вели, облечен, комплетен, ништо не му фали. Неговата прва интерпретација на првиот фестивал, на Макфест, потоа и на Скопје, беше таква каква што човек ќе ја посака да биде на крајот или во зенитот на кариерата на некој пејач. Сосема беше јасно дека во Македонија е роден пејач кој што треба да има светска кариера. Тоше Проевски, често пати сум рекол дека беше таков феномен кој што кога јас би го опишал како да имате во еден човек, во еден спортист, ево да направам споредба со спортот, како во еден човек да го имате и ево од денешниве или блискиве Меси, како да го имате Тајгер Вудс, како да го имате Фелпс, да кажеме. Значи, тој во областа на музиката, што и да запееше, тоа беше врвно, тоа беше светско. Кога ќе се сетам на неговата интерпретација на песната Јано мори, народна, излезена од оваа почва. Тоа е интерпретација од која што
се ежи кожата. Јас додека зборувам сега, што се вели, ме возбудува таа песна. Зборувам за оние странични подречја кои што не беа главната магистрала во неговиот изведувачки пат. На интерпретацијата на песната Има ли песна со Наум Петрески. Што е нешто што не може да се опише, или јас не можам да ги опишам моите чувства кога ќе сетам на таа песна. Кога ќе сетам на, сега излегувам од таму, на фактот дека Тоше Проевски пееше во операта Деспина и Мистер Докс на Димитрија Бужаровски. На почетокот на неговата кариера, крајот на 90-те години. Дека настапуваше на денови на македонска музика со класична програма. Дека кога ќе земеше светски хит да отпее, дека тоа беше испеано во најмала рака толку добро како оригиналот, но најчесто подобро од она што го пееле врвните светски звезди. Или кога ќе земете нешто од популарната оперска светска литература. Или, да продолжам понатаму, често пати ги има слушано и гледачите, неговите интерпретации на некои од босанските севдалинки. Мој дил бере. Тоа се работи што не може да се опишат. И кога ќе се вратиме на главниот магистрален правец на неговото учество во популарната музика, мислам дека е само сплет на околности што тој не станал до моментот до кога беше жив, денес може би ќе беше, што тој не беше име од највисок светски ранг. Тоше Проевски со својата харизма, музичка надареност, хуманитарна работа и животна приказна и за време на својот живот ќе успее да се наметне како музичка звезда со исклучителни вокални перформанси и атрибути на музички идол, не само за публиката во Македонија, туку и многу пошироко. Бројните албуми и хитови што ги остави зад себе ќе останат во музичката антологија за идните генерации и слушатели. Она што, да кажеме, го имаше како среќа, а се разбира претходно и како квалитет, Симон Трчевски. Да биде во Лондон во 2000 година, да го освои второто место на светскиот надпревар, да го забележат светските менаџери и да направи кариера каква што направи, се разбира врз основа на неговите квалитети. Но сигурен сум дека квалитетите на Тоше Проевски беа толку универзални во рамките на музиката, што тој можеше да биде светски феномен. Знам некој друг сега те милува, може ли барем еден ден за мене ти да сочуваш? Во 1996 година, по долгогодишна пауза, Националниот радиодифузер го возобновува најстариот фестивал на забавни мелодии, Скопскиот фестивал, со тенденција од истиот да се одбира најдобрата композиција како македонски представник на најпрестижната музичка манифестација во Европа, изборот за песна на Евровизија. По многу години повторно се враќа звукот на големиот ревиски оркестар како карактеристичен белег на скопските фестивали. Разбуди ги моите најнежни сонови. Со напуштањето на концептот на изведба на numерите со голем ревиски оркестар на евровизиската сцена од страна на ЕБУ и понатамошната употреба на музичка матрица доведена до продукциско совршенство во следните изданија на евровизискиот избор, Скопскиот фестивал ќе го следи истиот тренд. Со помал или поголем успех на оваа престижна музичка манифестација, Македонија ќе ја представуваат XXL 2000-та, Каролина Гочева 2002, Тоше Проевски 2004,
Мартин Вучич 2005, Елена Ристевска 2006, Каролина Гочева 2007, Тамара Врчак и Адриан Гаджа 2008, групата Next Time 2009, Đoко Таневски 2010, Владко Илиевски 2011, Калиопи 2012, и Есма и Владко Лозановски 2013. Тргнувајќи од моето искуство на Скопскиот фестивал, уште пред како му доаѓа, да речеме, две години од сега гледано, можам да кажам само дека едва и го чекав тој момент кога ревискиот оркестар ќе биде дел од мојот перформанс на некој од настапите секако, а уште подраго ми е што на еден од најстарите фестивали во Македонија бев како дел од учесниците. Таа година беше моја прва година на било кој од фестиваливе, значи претходно немав учествувано освен на евровизиското учество. Убаво е да не има таму, меѓутоа нешто пресудно дека ќе се случи за афирмацијата на македонската музика и мислам дека не треба да се очекува такво нешто. Сепак мое гледиште, значи може би не сум во право, меѓутоа јас мислам дека Евровизијата само им значи на оние земји кои што се уште не се толку етаблирани. Еве рецимо овие земји кои што се како Англија, како Франција, кои што имаат реални звезди во светски размери, воопшто не се оптеретуваат околу изборот на песна на Евровизија и секогаш праќаат некои треторазредни пејачи, додека од земјите, не знам, од Македонија или пак од земји од регионов секогаш одат најголемите звезди и некако ние ја правиме најголемата гужва околу тоа. Така да не мислам дека нешто посебно може да промени околу начинот на кој што се гледа македонската музика или Македонија или било што. Многу е важно да се разликуваме од останатите, многу е важно да направиме нешто поразлично за својата држава кога сме надвор од низините граници. Затоа зборувам дека ми е посебно драго вниманието кое што го доби мојата песна. Се пееше песната насекаде буквално, а тоа е нешто што е посебна сатисфакција и за секој македонец, дефинитивно не само за мене. Бидејќи многу малку разбираат што значи Евровизија таму, не овдека во Македонија, туку таму некаде, значи било каде што се одржува. Јас само ќе потенцирам дека секоја година се бара формулата, која е таа формула која што би направила ние да победиме на Евровизија. Тука не се работи за победа, тука се работи за впечаток кој ќе биде различен од останатите, според мене секако. Но и она што јас го закочив од изминативе години, откако јас отпеав, да речеме, на Евровизија од своето лично искуство, до сега можам само да кажам дека единствено песната е пресудна за она кое што ќе донесе позитивен фидбек од тој фестивал, односно да речеме ете некој резултат повеќе од претходните години или некое подобро место и позиција на самиот фестивал. Како организатор и продуцент на двата проекта, Македонската радиотелевизија во 2012-та го одделува изборот на македонски представник за избор на песна на Евровизија од Скопскиот фестивал на забавни мелодии. Скопскиот фестивал и неговата гламурозна сцена од секогаш биле и останале предизвик за учество на најеминентните авторски и интерпретаторски имења од музичката сцена.
Скопскиот фестивал е еден критериум кој мислам дека добро е што се враќа во македонскиот етер, во македонската забавна музика и мислам дека таа атмосфера што се случува на Скопскиот фестивал, конкретно ланската година, односно мојата победа со Ке те чекам јас, не може да се замени со ништо друго и со некој друг фестивал. Морам да признам дека не очекував победа и секогаш кога сум настапувал на фестивали не сум очекувал победа. Очекувам и ќе очекувам и во иднина кога настапувам на фестивали да песна да стане хит. Тоа е најголемата победа за една песна која мислам дека треба да се појави на еден фестивал како што е Скопскиот фестивал. Треба работа и работа. Треба континуираност, треба да се погледне 30 или 40 години наназад, да се видат како настапува пеачите, како гестикулира, како дишењето, како дикција има. Значи, да не зборувам многу професорски, но мислам дека мора да се има еден корен, за да може да се има едно убаво стебло. Така да ние помладите, мислам дека треба да секогаш да учиме од постарите. Во периодот од осамостојувањето до денешни дни, паралелно со естрадната сцена, се раѓа и можне успешно екзистира и ни собствен креативен творечки опус ја афирмираа македонската музика, црпејќи инспирација од нејзините корени, голем број и индивидуалци и состави. Анастасија, Синтезис, Гаро и Парамециум, браќата Тавитјан, Бодан Арсовски и Езгија оркестра, Владко Стефановски, Венко Серафимовски, Кокан Димушевски, Златко Риѓански, Драган Даутовски квартет, Петар Ренџов, Дуке Бојаджиев, Вања Лазарова и групата НАФ, групите Баклава, Љубојна, Фолтин, Стринг Форсис, Монистра, Чалгија Саунд Систем и сега веќе светски познатиот Анаш Кирил Џајковски, кои ќе се вбројат во исклучителни представници на уметничката популарна музика во Македонија и во светот. Голем број групи македонски кои се нови, млади, делумно веќе некои афирмирани и се разбира дека една комплетна нова генерација на многу талентирани или веќе афирмирани групи почнува да излегува и надвор од нашите граници. Еден таков пример е групата Бернаис Пропаганда, која во целата историја на македонската рок музика сигурно има најголем број на концерти одржани во светот, значи и во делот на рок музиката, како и популарната забавната музика и джезот, ова историја продолжува на најдобар можен начин. Забележливо е дека сите прават многу сериозни обиди да излезат и надвор од нашата држава, со што ќе направат целата историја на македонската музика уште побогата. Црпејќи ја својата авторска инспирација од непроценливата вредност на македонската традиционална музичка матрица, истите ќе станат еден вид културни амбасадори на својата земја во светот.
Потенцирајќи го македонскиот бит, низ инвентивниот, современ и оригинален музички израз, овие врвни уметници ќе создаваат софистицирана музика со трајни вредности. Македонската забавна музика, која се создаваше на сопствениот јазик, со индивидуалниот авторски креативен влог од непроценливо значење, во текот на целиот период од својот историски развој, ќе се потврди како непобитен елемент на културниот идентитет и наследство. Sa